Зачатието на премудри Соломона. Чита Александар Станојков. Цар Давид се моли на Бога да му дајт Господен син, да биде најмудар од сио инсан на веко, та од која ќе умри тој, да остави по себе син му да царува на народот свој. Бидејќи праведен цар Давид го послуша Госпо и му јави во која вечер и во кој саат и декика да прииди со жената си и тогај ќе се зачнело таков син, премудар како што го сака тој. Слушајќи тоа нешто Давид многу се израдува и го чекал тој ден и тој саат и декика да прииди при жената си и да се зачни таков син. Ден по ден дошол тој ден и му нарачал на враторот што му бил да го скорни, а ако се успие тамам на таа декика, имал некаква работа. Вратаро не знаел заошто му нарачал да го скорива, за да стои толку на стреж саноќ и пред некој саат си слегол долу при жената си, та лежал со неа и на часот се качил горе. Кога погледаа саато, една декика беше изминала од времето што беше му нарачал. Го скорнал Давида и едно станал Давид, видел саато поминат една декика. Трчаница отишол при жената си и лежал со неа и на декиката зачнала, арно ама и од вратаро беше зачнала и на 9 месеци родиле двете по едно машко дете. Тогај цар Давид беше се сетил оти во истата декика треба да лежал вратаро со жената си, а тој по таа декика после лежал. Не се, било како било, тоа веќе станало. Сега, што беше ти направил цар Давид? Издружил обете деца и му клал еден философ да ја учи и кај да одат по нив да оди и да си слуша кој како ќе зборува и што ќе прикажуваат помеѓу себе. Во многу зборови и муабети од двете деца, философот беше забележувал многу поитро од вратарот што од цар Давида и му кажал на Давида и троштињето на од вратаро детето и троштињето од неговото. Мака му било на Давида многу за тоа нешто. Арно, ама немало што да чини. Само со надеж бил да пораста децата, та тогај белчи ќе стани поитро. А пак, ако не се стори поитро, ќе му бара чарето после на детето од вратаро. Неговото дете го крстил Соломон, а од вратаро не знам како го крстил. Соломон име се велело премудар и преучен ѓоа, и со името сакал да го докажи пред свето, оти нема поучен и поитар од синот негов. Не се. Растоа децава и дојдоа околу 7-8 години и како што си оделе од даскал дома, еден ден стрелена пато една крава стелна. Соломон ја позна со какво теле е стелна кравата, та му рече на детето од вратаро: „И што убаво теле има во меот крава, бре брате?“ Какво е да што велиш убаво?“ му рекло детето. „Машко е телето со црвено влакно и бело на челото.“ „Вистина е машко и црвено е во влакното, ама не е бело во челото, ами бело е во опашката.“ „Не е бело во опашката,“ му рекол Соломон, „ами бело е во челото.“ Јок, јет, јок, не ет, почнале да се препираат едно со друго едно чудо. Кога е чул философот со тие зборови, се зачудил, ја запрел кравата, та ја однесол во сарајте од цар Давида и му кажал тоа иќа е на цар Давида за телето што било во кравата. И од која и праша и Соломон и од вратаро као што велаат за телето, заповедал да ја заколат кравата и да го видат какво е телето. Кога ја заклаа кравата, вистина излегло телето машко, со црвено влакно и со бела опашка, како што велеше од вратаро детето, а не како што велеше Соломон. Многу мака беше му паднало на цар Давида, оти е поитро детето од вратаро и од неговото побудала. „Од кај го позна ти, бре дете?“ го прашал цар Давид. „Оти за опашката е бело, а не во челото?“ „Знаев, честити царе, оти му ја видов.“ „Ами оти Соломон да вели челото му е бело, а пак ти опашката да велиш?“ „Јас го видов телето со опашката превртена на челото, а пак Соломон не го сторил дикат телето ти опашката му е преврлена на челото, ами го сторил оти е во челото бело.
Ете, затоа честити царе не погоди Соломон, му рекло детето од вратаро. Кога чу цар Давид тие зборови од детето на вратаро и кога виде тоа чудо, тогај веќе наверно беше се уверил од ја зачнато на истата декика кога што требало за Соломон да ја зачнат во таа декика. А Соломон е зачнат во друга. Затоа не можел да погоди поарно од другото дете. Сега треба да му се бара чарето на оваа копиле, си рекол сам со себе цар Давид, да го нема на веков, да ако сака да се прослави син ми Соломон. Оти ако е живо од вратаро, тоа ќе биде поитро од Соломона и може народо него да го клаат за цар. Ја да го нема, и тогај Соломон ќе биде прв на веков мудар и премудар, чунти не е и оваа мудроштина што ја кажа да позне едно теле во мајка си какво е. Да оти едно не погодил, тоа не е ништо. Доста што го погоди ти е машко со црвено влакно. Да оти во опашката не го погоди, не е ништо. Натера еден човек цар Давид да го сотри детето и да го потомори, што никаде да го немат и да не се сети вратаро од каде е таа белја. Го потомори човекот детето од вратаро и си остана Соломон се неговите утроштиње да се прикажува и ден денеска.